Во Облешево продолжија градежните работи околу мултинаменското спортско игралиште, чиј инвеститор е Агенцијата за млади и спорт. По поставувањето на камен темелникот и почетните активности пред повеќе од 1,5 година, изградбата беше прекината, а просторот се претвори во голем базен со застоена вода. Иако најавите од агенцијата беа дека игралиштето ќе се заврши во максимално краток рок и ќе биде предадено на користење уште пред едно лето, тие не се реализираа во практика. Работниците и механизацијата што беа ангажирани на изградбата се повлекоа, а над земјата остана да дзирка само бетонската основа што ги означува контурите на спортскиот терен. Веќе со Агенцијата за млади и спорт подолго време изнаоѓавме решение кога го имавме на теренот за изработка на повеќе динамиските игралишта во општината Чешиново Облешево или поточно на игралиштата во село Облешево и во село Чешиново. Со тоа што имавме многу подземни води, дојдовме до решение дека треба да го подигнеме овие повеќе наменски игралишта за одредена бројка, мислам дека некаде околу 80 сантима. Веќе има екипи на теренот кои го работат ова веќе нешто и се надам дека во најблизок рок и овие игралишта ќе бидат ставени во функција и младите ќе имаат своја можност да имаат своја рекреација или своји занимации околу спортот за здрав дух и за здраво тело. Новиот спортски објект во Облешево на почетокот од 2014 година се најавуваше како дел од проектот 100 повеќе наменски спортски игралишта во Македонија. Заедно со придружната инфраструктура е планирано да се простира на површина од околу 2000 метри квадратни, при што теренот треба да биде со димензии 42 на 25 метри. Според проектот, игралиштето е наменето за мал фудбал, ракомет и кошарка, зашто по завршувањето на градежните работи ќе се инсталираат и потребните реквизити. Дополнително се планира теренот да биде осветлен со можност за рекреирање во вечерните часови, како и да се постават клупи и друга придружна комунална опрема.